како председател останувам во целност на донесената одлуки, донесените претходни одлуки, за кои, како што истакна колегите, сметам дека се целосно законити со аргументацијата која беше изнесена, и не само законити, туку се и целосно оправдани, од причини што Државната изборна комисија во овој состав, од нашиот избор до сега, успеа во едни деликатни околности, во една длабока политичка криза, да спроведе фер и кредибилни, најпрви предвремени избори, со сите активности кои беа преземени претходно за да се создадат услови за спроведување на такви избори, и спроведовме фер и кредибилни локални избори, и на тој начин сметам дека допринесовме колку толку да се стабилизира политичкиот и демократскиот систем во Република Македонија. И за тоа сметам дека кога јавноста разговара околу висината на наградата, особено треба да ги земе во предвид критериумите кои се утврдени со правилникот, а тоа се обем, сложеност, на одговорност на задачите кои се представени пред Државната изборна комисија. Критиките во однос на транспарентноста, истакнаа колегите, ги прифаќам. Сметам дека работевме транспарентно, дека успеавме да ја зголемиме, меѓутоа остана дел од забелешките кои се изнесени во јавноста и за кои мора сериозно да разгледаме како да ги подобриме. Има пропусти и на страна на мене како председател и на членовите, има пропусти и во однос на службата, која е должна да ги спроведува одлуките на начин што истите веднаш ќе ги објави преку медиумите да станат достапни до јавноста. Прифаќам и делот забелешките за ненавремено одговарање, побарање за слободен пристап на информации, особено затоа што сум убеден дека со зголемување на принципот на транспарентноста ќе ја подобриме и одговорноста во нашето работење, ефикасноста во нашето работење, и сметам дека само на тој начин ќе може континуирано да го подобруваме перформансот на работењето и на членовите и на службата. Како што истакнав, критиката за транспарентност ја прифаќам и сметам дека оваа одлука, која е предмет на денешната расправа, дека не го издржа судот на јавноста. Тоа е повеќе од очигледно, и затоа и јас давам изјава дека бидејќи не постојат правни можности за да биде отповикана одлуката, ќе ги во наредните денови ќе ги разгледам правните можности на доместоците кои ни се исплатени или треба да бидат исплатени, да ги вратам или во буџетот, или доколку не постои таква правна можност, да ги донирам на организации, здруженија на граѓани, особено кои работат на проблематиката со изборите. Горд сум што на овие избори за прв пат направивме евалуација на пристапност на избирачки места за лица со хендикеп. Една огромна исто така логистичка операција, мислам дека извештајот ќе треба да се користи од другите институции за да ја подобриме пристапноста и до овие објекти и до избирачките места кои се наоѓаат во истите. И успеавме заедно со неколку здруженија на граѓани кои работат со лица со хендикеп да изготвиме шаблони за гласање на слепи и лица со оштетен вид. Ако не постојат правни можности да се вратат во буџетот, јас изјавувам дека ќе донирам баш на овие здруженија кои дадоа голем придонес да успееме да ги воспоставиме да ги спроведеме овие два проекти.